На здравие кафето, домакине. Сполај ти, домаќинке, здравје да имаш. Сум ти го погодила, ама? Што велиш ти, ја затоа те згодов оти ти многу убаво кафе вариш, преубаво, значи преубаво. Туку, домаќинке, да ти кажам право, јас нешто друго мислам. Не личи како тебе, чорбаджика сега, кафе да вари. Не личи. Ни треба измеќарка да најдеме некоја. Мене не ми е тешко. Како тешко сега, не ми е ни мене тешко. Ќе покопам или ќе поцепам дрва, не е тешко, ама знаеш, домаќинке, богати луѓе сме, чорбаджи од старо време останато да имаат тие измеќари, затоа ти велам, не за друго. Така си е, така си е. Убаво велиш. А и ако ние богатите не им даваме плата на сиромашните, од што ќе живеат тие? Што го кажа ова, браво, аш холсум. Еве. Добар ден, татко. Добар ден, мајко. Добар ден, синко, мајка. како си? Добар, татко, еве. Кај си тргнал, мајка? Ќе одам на чешма, мамо. Ги видов стомниве празни, па да ги наполнам со вода, да не седам така. Бре, домаќинке, што ти велев јас тебе, срцево ми се кине, Кога ќе видам вака син на чорбаджија, тој на чешма вода да полнел, па не оди, ти реков измеќари ни требат, не може. Тоа вели цело сабајле. Чорбаджи сме и веќе треба измеќари да земеме. Вие како ќе решите, така нека биде. Јас нема да одам против зборот на татко. Никогаш. Реакал ја дете синот на татко ти си, браво. Има и на мајка му. Има, не велам не, има. Ајде, јас ќе одам, а вие останете ми со здрави. Ајде, ама покроце синко таму. Ајде. Со здравие, мајка. Со здравје. Леле, домакине, да не заречам, ама колку ни се има насмејано среќата. Живи сме, здрави, најадени, напиени, дебели, ама се имаме. Така е, така. А и Коле ни е многу добар Господ да ни го чува. Така е, домаќинке, сиот е умен на татко му, браво, значи. Ама има и на мајка му. Има, не велам не, да чукнам во дрво има. Бре, Румено, како джвакаш? Ушите ти пукаат. Доста бре, Абдал еден. 2 дена ништо немавме јадено. Немавме. Нит сме украле нешто, нит сме сработиле. Богатите нека си седат вмеана, нека си јадат. А ние овде ќе гнетеме лепи сол на земја. Арно е. Еве сега, ќе се најадам, ќе прилегнам малку и вечер кога ќе се пуштам низ визбите во селово, уште што нема да испокрадам. Ајде ќе видиме. А јас ќе ги оплячкам кокошарниците на Раде и на Звонко. Утре јајца нема да најдат. Нема. А потоа на Звонко ќе му кажам, оти кокошките му се болни. И затоа не му носат јајца. Па ќе ги пазарам од него за поевтино и ќе ги продадам во друго насело. Браво! Леле, колку си мудар. Ми го изгоре грлото оваа солта. Дај малку водичка да се напијам, има. Нема водичка, празна е стомната. Мори Румено, мудар сум бил. Па мудар сум ако се споредувам со тебе. Кај ништо не си украла со денови, па и вода не си наполнила. Устата да ти се исуши од солта. Пак јас нешто не чинам. Мори Румено, не дека не чиниш, ама редно време е да почнеш да внесуваш нешто во ова наше куќарче. Па, како крадеше на времето. Се сеќаваш? Ти ич да не се секираш. Јас пак ќе се крадам. Само чекам добра прилика. Еве, вечер ќе се пуштам низ визбите во селото. Ке видиме. Сега ќе одиш до чешма или не? Добро бре, добро, ќе одам. Ајде само замолчи. Полека, не реков одма, седи, дојади си. Се најадов готово, што е право и мене ми се истуши устата. Па добро, тоа јас малку да си прилегнам. И после тој бил вреден. Фали ме усто да не те расчепам. Па таква е нашата работа, Мари Румено. Преку ден
се одмара, а ноќе се краде. Не. Добар Арамија краде и преку ден. Така велеше мајка ми. О, што убаво ми дојде водицава. Добар ден. О, добар ден, чорбаджио. Ај со здравје. Ајде Чекај. Стој. Сакам да те прашам нешто. Прашај. Не знам дали овде си имаш некоја работа или си имаш домаќинлук, па на домаќинот твој си му добра домаќинка. Сакав да те прашам дали не знам како да те прашам. Ајде да прашај. Водата ќе ми се стопли дур да прашаш. Вака. Нас куќи ни треба измеќарка. Некоја вредна мома што ќе ја помага на мајка околу домаќинлукот. Па еве сакав да те прашам ти ако сакаш. Сакам. Леле, колку ми израдува чорбаджио. Баш убаво. Многу ќе се израдуваат мајка и татко. А ти мажена си? Ау, чорбаджио. Вака ли се прашува мома на чешма? Прости, не сакав така директно да те прашам. Сакав да речам да не треба од машти да добиеш дозвола за работа да... Прости, не сакав да те навредам, ама... Румена се викам. Румена? И не сум мажена. Сама живеам. Јас сум сиромава мома што работи измеќарува низ куќи и на нива. А за честно да си заработам за едно парче леп. Па да знаеш дека сега ќе си живееш во богата и домакинска куќа. И ќе имаш за јадење што и да посакаш. Леле, каква среќа ме најде. Чорбаджио. Туку ајде, дај уште сега да ти помогнам да ти ја наполнам стомната. Дај. Ајде, не треба. Ајде. Епа, како што Коле ми кажа, момиче, ти сакаш да работиш кај нас, така? Да, чорбаджи Ванчо. Да. Браво. Ке работам се што треба. Се. Ке перам, ке метам, ке чистам, ке готвам. Наутро ке го палам оганот. Се што треба ке работам. И јас ке ти помагам. Нема да те оставиме сама, нема да те преморуваме. Таман работа. Па и Румена е жив човек. А ние сме арни луѓе. Бре, синко, не е тоа најважно. Најважно е дека ќе си имаме измеќарка дома. Оти знаете како се вели чорбаджиска куќа без измеќарка не ја личи, така? Таа ќе ни помага нас, ние ќе ја помагаме нејзе и така убаво ќе си живееме. Како фамилија. Ептен. Господ да ве благослови, добри луѓе. Каква среќа имав што го начекав Колета на чешма. Голема среќа си имала. И ти, и ние. Така е. Така е. И за почеток може да приставиме за јадење. Така е, домаќинки. Сигурно си и ти многу гладна. Ке те здебелиме и тебе овде. Ајде, чорбаджике. Синко, си станал вистински маж, домаќин, четворе молкавак. Паметен како мене, појде на сред село и измеќарка најде. Браво, Ашколсо. Многу ми падна жал за Румена, татко. Толку е млада, сиромашка кутрата. Ами сега, синко, сиромашка, затоа ние ќе си ја земеме кај нас в куќи, ќе си живееме заедно овде, како фамилија, сите заедно, убаво ќе си живееме. Така е, татко, знам оти ќе биде. Знам дека знаеш, синко. Така е. Еве, ова ти е собата. Ова е убава, многу.
Малку е постара од другите, ама само оваа соба ни е слободна во куќава. Ја користевме за тетка, Бог да ја прости, кога ќе дојдеш и тука спиеш. Ама мислам дека ќе ти биде убава. Ич да не се секираш, чорбаџике. Да ти кажем, право многу ми е мило што си најдовме измекерка како тебе. И млада, и убава, и вредна, и се. И мене ми е многу мило што најдов вакви добри луѓе како вас. Вакви добри чорбаџи. Господ ме прати кај вас. Само не му фала за оваа добрина. Сполај му. Туку кажи ми јас да не треба уште нешто да изработам. Не, денес не. Денес ќе си одмориш, а утре ќе почнеме со работа. Ако, ќе се одморам. А после сакам да појдам до дома, до мојата трошна кукичка, да си земам нешто облека. Да си земеш, чедо? Ако сакаш и коле ќе ти го пратам да ти помогнам. Не, никако тоа ни. Кај се видало чорбаџија да помага на измекерка? Никако. Ман, веќе со тоа измекерка, па рековме, нема, тоа е така се вели само. Овдека ќе си живееме како фамилија. Устата да ти се позлати, чорбаџике. Со што ли јас ја заслужив оваа добрина? Ајде сега те оставам да си одмориш. Ајде, фала ти, чорбаџике. Таа мене ќе ми правела добрина. Вештерка една чорбаџиска. Вештерка. На толку пари ме ставија да спием овде во собата на умрената тетка. Како ќе ги испокрадам? Румено, мори, каде е таа луда жена? Умрев за вода. Ништо. Јас да одам да си оплячкам некоја визба, па кога кокошките ќе снесат јајца, да одам да си ги соберам јас. Кај си, мори, ти досега? Пукнав за вода. Ако требаше да те чекам, ќе си умрев. Доста, бре, доста, Абдал ни заеден. Види што ти донесов, види. Убаво си оплячкала. Убаво. Некои чорбаџи, Кога зборував кој да ме слушне. А за јадење нешто има? Ке има и за јадење и за пиење ке има. Ако има за јадење како што те чекав да ми донесеш вода, ќе видам јас аир. И клетник еден. Ке има. Румено, каде е стомната? Стомната? Слушај сега да ти кажам. Не туку ме мафтај, туку кажувај, ајде, каде е стомната? Не, слушај да ти кажам. Ајде, слушам. Стомната е во куќата на чорбаџиите, каде што јас почнав да работам како измеќарка. Мори, Румено, црна Румено, ти мори во куќава. Внесуваш или изнесуваш, Малку ли ти донесов? Малку. Значи, ајде, слушај сега. Што да слушам? Не сакам да слушам. Ти, мажот си го оставаш за во некоја куќа измеќарка да бидеш. Баба, устата не ја затвори. Па нема да ја затворам, како да те слушам? Јас во таа куќа ќе останам да живеам. Ми дадоа одаја таму. Мори Румено, та ние ако бевме работници, ќе работевме, немаше цел живот од арамилук да живееме. Бре, слушај, не мислам јас таму да живеам за цел живот. Ќе поседам таму додека не ги испокрадам. Значи, подобро е човек да краде преку ден на рад, отколку навечер, како грешен ѓавол и да се тресе дали некој ќе го фати и ќе го отепа. Јарно велиш? Арно велам, ама кој да ме слуша? Мори, ти умна си била, бе. Уште е малку, ти ќе се сториш дури и поголема рамија и од мене, мори. Така е. Дојдов сега да си земам нешто облека и ќе се вратам таму. Ајде. Мори, Румено, срце, душо моја.
Румено, што правиш? Чорбаче Коле, еве чистам. Едва чекав да те сретнам насамо. Што зборуваш, Чорбаче Коле? Коле! За тебе ќе бидам само Коле. Ама, јас сум измеќарка. Румено, ти мене ми лежиш на срце уште првиот пат кога те видов начеш. Ете го реков. Епа, Коле, и ти мене ми лежиш на срце, ама не може да се сакаат еден чорбаджија и една измеќарка. Ич не ми е гајле за тоа да ти кажам право. Јас знам срцето мое што сака. Леле ме усрами. Румено, може да те бакнам на образ сега? Не, тоа Коле, не. Срамота е ке не види некој. Коле. Румено. Се фати рибата за конецот. Како ќе ги испоградам. Ти велам, Што? ма не е само часовникот. И други работи ни снема од куќата. Па не си ми кажала ти? Ами, молчев и еве сега. Ми го нема сервисот од мајка ми. Што зборуваш? Везените шами никаде ми ги нема. Знам каде ги ставив. Прстенот од сестра ми го нема, го барав, никаде го нема. Што е право? Право е, мајка ти е во право. И јас забележав дека многу работи нас ни снемува од куќата. Мене па се ми е наместо, се. Што ти е тебе наместо, да те прашам, душата тебе наместо ли ти е, синко? Последниве неколку месеци како ти да не си тука, како да си некаде на друго место. Душата ми е наместо повеќе од кога било, татко. Ај оставете тоа сега. Јас си мислам нешто, ама мислам дека знам од кога почна да ни снемува работи во куќава. Домаќинке, и јас знам од кога почна. Не ако знаете, ајде кажете. Кој е арамијата, да го најдеме, кажете. Ај прво ти, домаќинке, ти прво кажи. Румена. Сајаш да ти кажам? Румена. Што? Што туку што каш, бе? Што туку што каш? Откако дојде таа в куќи почна да ни снемува работите. Што? А што Румена дека не е чорбаджиска керка? Ајде сега ќе ја обвиниме дека е арамијата, така? Срамота.
Коле, синко, не е така. Коле, мајка, застани и немој да викаш. Што да не викам? Што да не викам? Вие мислите дека сте најарни чорбаџи на светот, така? Знаете што? Срам да ви е. Срам да ви е! Слушај, синко, делавам. Коле! Румено? Коле, што ти е? Прости ми, ама нешто ќе те прашам. Прашај ме. Имаш ли ти нешто сгрешено на мајка и татко? Ао, Бог да чува. Та јас за чорбаджиите слугувам со цела душа. Ако нешто сум им сгрешила, а да не знам, нека ми простат. Знаев ти е така. Прости ми што те прашав. Таман работа. Ајде сега јас да одам да довршам работа во визбата и ќе те чекам во одаја. Ајде оди. Како можат мајка и татко да грешат душа и да мислат така за Румен? Леле, домакине, на Колета наш му се заматил умот. Море да е заматен добро е туку. Оваа Румена изгледа му го однесе умот. Го зеде со неа. Леле, да не грешиме душа. Да не грешиме душа, домакине, ајде прво да ја дознаеме вистината. Домаќинке, јас имам нешто на ум. Што? Кажувај. Види вака се. Јас ќе тргнам по оваа Румена и ќе одам таму. Кај оди таа, јас по неа. Со кого се гледа, како се гледа. Иако е точно ова што ние го мислиме, порано или подоцна сигурно ќе ја фатам, да знаеш. Убаво велиш. Убаво. Убаво. Господи Боже. Господи, си баравме из меќарка, си донесовме неволја во куќава. Ај доста сега, убаво рече, да не грешиме душа, не ли ти рече? Така рече. Може би Румена не е таа што краде. Може би навечер иде некој друг Арамија в куќи ни влегува и ни кладе, од кај да знам. Дај Боже, дај Боже. Што? Дај Боже, Што бе дај Боже? Да ни влегуваат Арамии в куќи, дај Боже, така? Абе, доста, па ти знаеш на што мисле, па. Дај Боже, да не е Румена, рече. Да, и па и јас, домаќинки, ова од кафето што излезе детево, се замелуш. Ајде. Оф, леле. Румено? Коле, да те прашам нешто. Кажи ми, зошто ме праша дали сум сгрешила нешто на Стојна и на Ванчо? Мајка и татко мислат ти крадеш во куќата. Ама тие не... Што? Прости, Румено, знам дека не е вистина. Ама ете тие не знам зашто. Знам. Тие знаат, оти јас и ти се сакаме. И затоа сакаат да ме оцрнат и да ме истераат од овде. Ама јас нема да дозволам да не разделат. Немој да се грижиш. Да, така е. Тие не сакаат нивниот син да биде со сиромава девојка. И затоа ги измислуваат овие работи, дека крадам. Ама јас не верувам во тоа, Румено. Коле, ако ме сакаш, ајде да избегаме од овде. Да избегаме, велиш? Да, земи ги сите пари и цело злато што го имаш наследено од дедо ти и заедно да одиме во некое друго село каде што никој не знае. Што ме викне мори овде во грмушки, бе? Да ти кажам нешто. Ајде кажувај што ќе кажуваш. Гледам, ништо не носиш со себе. Ништо не си украла од кај чорбаџиите. Ќе има. За брзо ќе има многу злато и многу пари. И кога? Чекај да ти кажам. Го убедив Колета да избега со мене. Денес после ручек. Тој ќе го собере цело злато и сите пари од дома и ќе избегаме од куќата.
Што? Ке ме оставаш мори румено за оној? Не бре, не, слушај. Ке го убедам да поминеме низ шумата. Демек, да не види некој. И? А ти ке се скриеш онде кај грамушката. Со еден стап. Слушаш? И кога ние ќе поминеме од таму, ти ќе го мавнеш со тоа стапот по глава. И тој ќе се зашемети и ќе падне. А мори румено, да не ме акнат зандана. Не бре. Ќе го мавнеш така да само да се зашемети и колку да ние само си ги земеме парите и златото и да си отидеме во едно друго село. Богати! 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 Види богати! Ах, мори румено, си имала ти арамиски ум. Ајде, ајде. Најде ти некој стап, а јас да се вратам во куќата. Ја гледаш ли ти нашата измечарка Румена? Со оној мажот таму, кројат планови против колета наш. Ама ќе им додам доак. Јас ќе им дојдам нив доак. Румено, оти мори ме напика овде во шумите сега. За да не види некој. Па што ако мори? Цело село знаат јас тебе те сакам. О, нешто ми се слуши. Што е сега? Ајде по мене. Ајде. Ајде, дојди од Што направи, бре, татко? Молчи бе! Стоп, што направи, зошто? Молчи! Сега ќе ти кажам зошто ја направи ова. Кажувај побрегу, да не те удрам со тоа стапот и тебе вака. Молчи! Кажувај. Знаеш ли ти, ова нашава измечарка, со еден друг маж подолу го папна по глава и него му лежи. И ете, со него правеа планови како да те натепат тебе. Затоа таа мене ми рече да го земам целото злато и сите пари. Слушај, ваму сега што ќе ти кажам јас тебе. Јас не изеја следев, одев по неа, за да видам тие украдените работи од куќа, кај ќе ги носи. Се сретна со овој мажот. Правеа муабет, разговара, како тебе да те натепаат и да ти го земат златото и парите, што таа ти рекла да ги донесеш. Леле, што ми кажуваш, татко? Јарно име. Варно де? Јарно. Варно им е. Хајде сега додиме ние дома, мајка ти не чека. Хајде тргај. Хајде. Ајде. Абе, хајде, не ја гледај, нити овој долу таму не ги папнав толку силно. Ги ошумогла и малку само. После ќе станат тие ќе си одат. Хајде тргај. Ќе станат, ама нас тука нема да не најдат. Па нема да не Нит најдат. Хајде. нас, нит пари, нит злато, ништо. Ништо, хајде така. Ајде. Јок нека се стора таму. Хајде. Срамота. Хајде. Срамота. Хајде побрзо. Остави ја. Си, мајкин, на мама срце. Што туку го лигавиш сега? Ајде доста го лигавиш, син на мајка. Так. Добар сум, мамо, не се грижи. Каков лош народ има на земјава. Има. Ајде сакаат да те истепаат и да ти ги земат парите? А дома како керка ја држиш. Така е. Да ја фатеш за таа косата, вака еднаш да ја искорнев и враце да ја даде. Татко, убаво ја потфати со стапот. Кога почна? Погледа, получи, не знам, се и направи. Се. Убо си и направи. Убо. Ама јас сам сум си крив за сето тоа. Требаше вас да ве слушам, а не така да ве обвинувам. Најбитно е дека се дозна вистината. И се заврши се. Така и требало Така. да си биде. Ќе си знам за друг пат јас. Слушај, синко, да ти каже татко тебе нешто. Друг пат, ама слушај вамо. Како што жена може да му го земе умот на маж, ни ѓаол не може. Памти го ова. Истина е, мене ова умот ми го зеде сиот. Мора сиот те зеде, не само умот. Важно заврши се. Така Се е. дозна вистината. Така? Така е. За друг пат ќе си знам и нема вака да се случува.
Нема синко, ама за друг пат треба да знаеш. Ако се сториш овца, секој тебе ќе те стриже. Така да се знаеш.